Почитувани пратеници, зошто го предлагам овој амандман, регулацијата на речните корита и пороите се демизионираат на така наречени 100 годишни води. Тоа се води кои имаат најлошо раздорно дејство во последните 100 години и се очекува според некои природни циклуси дека ќе се повторат истите во иднина. Ќе одам со хронологија. 1983 година катастрофална поплава на Радовишка река. За жал имаше жртви, под вода беше половина од градот, имаше огромни штети на Радовишко поле, штети во индустријскиот дел на општината и така натаму и така натаму. Според сите параметри на зачестеност, меморија на луѓето, коментари, тоа беше така наречена 100 годишна вода. И таа поплава направи значителни штети и покрај тоа што еден дел од реката во централниот градски дел е регулирана, што значи дека регулацијата на самото речно корито и онамо каде што е направена не е соодветно димензионирана и истиот систем не може да ги издржи вака наречените 100 годишни води. Зошто го предлагам овој амандман, ќе ви објаснам и дополнително. За жал, промените на климатските фактори, нелегалното сечење на шумата, загадувањето, потенцирам пореметувањето на режимите на врнежи и други фактори, како што се ширење на градот над и под речното корито во градот, нееколошката свест кај одредени граѓани кои знаат често пати да фрлат шут отпад во речното корито, дополнително придонесуваат за опасности од поплави. И сега што се однесува до хронологијата, би ви сакал да ви скренам внимание. 2008 година, 4 декември, поплава со разорни дејства на реката Сушица, 2 жртви, за жал, однесен мост, уништена речиси целосно индустријската зона на Радовиш, штети во градот, штети во Радовишко поле. Продолжувам. 2013 година, февруари, поплава на Радовишка река во долниот тек, целосно однесен мостот во Злеово, оштетен мост во Јарголица, тоа се села во Радовишко, оштетени локални патишта, голем дел од Радовишко поле под вода. Продолжувам. 2014 година, 23 јули, пороен дош во самиот Радовиш, поплави во Шаинмале, поплави на улицата Ана Поцкова со сериозни оштетувања на истата. Штети во градот и така натаму и така натаму. 2015 година, 25 јануари, поплава во селото Полница, однесен мост, штети во земјоделието и имотот на луѓето. 2018 година, 19 јуни, пораен дожд во Радовиш, поплава во долниот дел на градот и Радовишко поле. 2019 година, поплави во Шаинмале. Ова се сериозни податоци кои можете да ги проверите доколку отворите интернет пребарувач и само напишете Радовиш поплави, ќе видите за какви сериозни штети и за каков сериозен проблем станува збор. Со амандманот се предвидува износ од 358 милиони 500 илјади денара, што вака изгледа сериозна сума на пари, меѓутоа тоа воопшто не се големи пари во однос на штетите кои се направени до сега. За жал, сите научни показатели не упатуваат на моментот дека овие штети многу реално може да се очекува да се повторат. Статистиката е немилосредна. Имаме 5 поплави за 10 години и тоа во последните 10 години. Нешто мора да се направи. Правеа и претходните влади, и од СДС, и од ВМРО, меѓутоа правеа погрешни чекори. До сега само санираме штети. За жал изгубивме животи кои не можеме да ги повратиме. Огромни средства се истрошени за санација на јавни објекти, патишта, плоштади,
чистење на коритото, изградба на мостови онамо каде што имало мост, исплата на штети за оштета на приватен имот на живење, исплати на штети во земјоделието, исплати на штети во индустријските делови на објектите и така натаму и така натаму. Немам точен податок колкава штета е направено, меѓутоа овие се сериозни суми на пари кои владата на Република Македонија, без разлика кој бил тогаш министер, премиер, градоначелник и така натаму, ги исплатиле во Радовиш, а ние сме на ситуација на која што бевме и пред оваа анализа последните 10 години. За жал, некако по навика секогаш сме активни после последиците. Со овој амандман сакам да скренам внимание и да направиме исчекор во размислувањето генерално во Македонија и решавање конкретно на овој проблем. Мораме превентивно да делуваме на вакви сериозни работи кои ни се случуваат во Република Македонија. Тоа што го предлагаме во проектот, односно да се направи со овие пари, е регулација на речното корито на Радовишка река во горниот тек на Радовиш. Со урбанизацијата на градот ги надмина своите некои стандардни контури во последните декади и сега имаме изградба на инфраструктурни објекти, на објекти за живење во горниот дел на општина Радовиш. За жал, во тој дел речното корито воопшто не е регулирано. Понатаму предлагаме изградба на хидротехнички објекти на пороите и на самата река. Многу симптоматично, меѓутоа, дел од решењето реконструкција и замена на мостови кои го намалуваат протокот на водата во централното градско подрачје. Дополнително регулација на долниот тек на Радовишка река во Радовишко поле. Почитувани пратеници, овој проект представува капитална инвестиција затоа што ќе вложиме во изградба на објекти, ќе се ангажираат многу луѓе и ќе допринесиме дополнително за зачувување на екологијата, зачувување на имотот, зачувување на животите во Радовиш. Проектот има и хумана димензија. За жал, Радовиш изгуби повеќе своји сограѓани во овие поплави. Проектот на крајот од денот заштедува пари. Затоа што ако ги инвестираме овие пари, нема да ни се случат вакви несакани непогоди со несогледливи последици и по луѓето, и по имотот, и по екологијата. Некако навикнати сме само да гасиме пожари, да санираме. Не сакам да ви одземам време, меѓутоа имаме многу грешна политика и во шумите и во водите. Премногу се сече нерегулирано, огромен е процентот на кражби на дрво и тоа во ерозивни делови каде што не треба тоа да се прави. Водите се ресурс кој можеме да ги искористиме и да добиеме бенефит. За жал, голем дел од нив ни поминуваат, во вакви случаеви на еколошки непогоди ни прават штети и после повторно само санираме. Мораме да ја смениме политиката на размислување, да си ги зголемиме фондот на шумите од една страна, затоа што тоа е биолошка мерка за заштита од поплави, а од друга страна да инвестираме во канализирање на речните токови, нормално обезбедувајќи биолошки проток на водата за да не нарушиме екологија, а од друга страна да искористиме и бенефити. Се надевам дека ќе имате разбирање за овој амандман и ќе му помогнеме на Радовиш за решавање на овој сериозен проблем. Благодарам.